тема зошто да го подсетите Драмскиот театар Скопје, кој што веќе започна со премиера и возобновување на добро познатата Гертруда. Сега имаме доволна причина уште една зошто да заминете и навреме да резервирате карти. Станува збор за представата Диши, за која што заедно со мене во студиото се Јасмина Василева, актер, и Александра Бошковска, драматург. Ќе објасниме и ќе раскажеме зошто треба да се резервираат карти со оглед на тоа дека во четврток се распродадени. Добро утро. Добро утро. Иако ги поканивме веќе сите за Драмскиот театар, драго ми е дека повторно некако доаѓа период кога е зима и кога е студено и некако повеќе не влечат театрите и посетата на представи. Еден убав период се надевам дека ќе ви предстои. За представата Диши може да започнеме со Александра. Така, нема да ни замериш, се разбира. Абсолютно. Александра, каква приказна носи Диши? Диши носи една многу интересна приказна, која што мислам дека им е блиска на многу луѓе во моментот, бидејќи се работи за еден млад пар, да речеме дека е тоа брачен пар, бидејќи живеат заедно веќе долго време, и се на прагот на промена на нивната животна приказна. Дали ќе останат заедно, дали ќе имаат семејство и кога влегуваат во тие расправи, дали ќе имаат семејство, всушност влегуваат во расправи за многу работи кои што не преокупираат сите. Обштествени проблеми. Обштествени проблеми, глобални проблеми. Короната? Дали, мислам, дали воопшто, значи, ако помислиме дека колку е пренаселен светот, дали воопшто треба и ние да досолиме, како што вели во еден момент лековите, со тоа што и ние ќе создадеме еден потрошувач, еден уништувач на светот во кој што живееме. Потенцијален дишач на воздухот кој што го немаме. Сега е многу интересно, затоа што можеби после тоа отвара една убава дискусија на тема, па можеби ќе има и спротивставени мислења. Има спротивставени мислења дека можеби е добро да создадеме уште еден нов живот од едната страна, од ликот, од другата страна веројатно не годува, но велам како двете страни на општеството. Од едната страна се вели дека се намалува наталитетот, нели? А од другата страна па дека она што го велите уште еден потрошувач потенцијален и така натаму во општеството. Тие се двете страни. Тоа е да, тоа е Тоа што е монодрама? Дуодрама и се разбира дека тие се кршат, тие спротивставени страни не само меѓу нив двајца кога ги дискутират, туку секој од нив во себе ги крши. Еднаш е на едната страна, друг пат е на другата страна. Ама тоа е па и реалноста. Да. Тие не морализираат, не застануваат само на една страна, тоа се луѓе вака длабоко со преку интроспекција некако што си ја решаваат дилемата и се преиспитуваат каде се тие, кои се тие во ова општество. Сега веднаш ќе ја вклучим и актирката во создавањето на... Сама се вклучив. Да, сама се вклучив, се повикав. Во создавањето на оваа дуодрама беше ли едноставно предизвикувачки момент самата идеја на создавањето и самата приказна во целото создавање на целата представа? Па да, освен идејата и темата, многу предизвикувачки кај овој текст е што самиот автор поставува ограничувања за тоа како треба да се постави овој текст. Значи, тој бара да нема сценографија, да нема костимографија, да нема мим, тоа безпредметно дејство, да нема промена на светло, да нема ништо од сите помошни елементи што ја прават една представа, туку дека треба да е само некаков тип да се најде клучот како само преку кажување на текстот и некакво постигнување преку емотивно, како да кажам, изразување и минимално движење, да се постигне таа интимна драма, дилема во целиот овој глобален проблем што го имаме. Да се разбереме, извини Јасмина, текстот не се случува во една соба, текстот се случува понекогаш во Икеа, во ред, чекаме ред во Икеа и разговараме. Понекогаш се случува во кола. Тоа дека Икеа е принатругано место. Не се представува, тоа се кажува во текстот, се кажува доволно јасно. Меѓутоа сепак нивното однесување, иако е статично,
мора да е од внатре однесување на човек кој што чека ред во Икеа. И тоа се чувствува во начинот на кој што го говорат текстот. Вака како раскажувате, навистина ме примамувате, многу интересно звучи со оглед на тоа дека како го замислам дека ништо не ти го одвлекува вниманието, самата приказната внесува во приказната. Доволен е фактот да прашам каков е одзивот на публиката со оглед на тоа дека четврток е распродадена веќе? Па за среќа представата И се се игра, јасно со да, тоа. ова е пандемската представа на Драмски, правена е баш во екот на пандемијата, а се игра веќе 2 години, за среќа секогаш со полн капацитет и другите представи се играат во Драмски со полн капацитет и многу сум среќна за тоа. Представата сега. диши за Да. четврток е распродадена, меѓутоа следниот термин е на 14 декември. Да. Па Добро. ги повикувам гледачите на време да си резервираат. Или Да, да, се игра на- да си ги купат веќе, Да. нели? Да. Публиката да. е на сцена, публиката, представата е распродадена, се распродава точно и затоа што сепак нема капацитет за повеќе од 60 на луѓе. Да, да. И можеби всушност и приказната легнува на просторот затоа што е многу интимен тој драмски театар Скопје. Јас многу го сакам затоа што баш е една интимна атмосфера каде убаво се гледаат и актерите, ги доживуваш буквално. Веќе го имате искуството со представата. Кои се дискусиите по по представата? Мене тоа ме интересира. Па јас сум среќна за сега дека многу добро комуницира со публиката и дека е многу разбирлива во однос на тоа дека ние не цртаме, не доцртуваме што точно се случува. Комуницира на интимно ниво, многу луѓе се препознаваат и веќе представата има патувано и надвор од Македонија, гостувавме на рута во Сараево, исто и таму одзивот беше навистина фантастичен. И се надевам дека ќе има и понатаму живот надвор од Македонија. Се надевам, да. Да, и многу сум среќна дека остануваат луѓето после представата, имаат потреба тоа е да тоа. разговараме затоа што се препознаваат во сите дилеми што им се случуваат на овие двајца луѓе, како што ми има кажано една гледачка, го доживеав како цел живот да се случува помеѓу два здива, помеѓу едно земање на здив и испуштање на воздухот, како цел живот се случува точно во толку и во оваа представа. Многу ми е драго ова што го слушам и мислам дека примамуваме во моментот да се резервира на 15 декември. Она што сакав да ве прашам е дека сепак е представа која што ја преживеа короната. Има дел од соодветствува дел од тие проблеми тогаш што се случува таа борба за здив, за воздух во ограниченоста на општеството. Има дел и кој што асоцира и на тоа или едноставно си се поклопија работите? Па има дел кој што асоцира на тоа, мислам пандемијата беше еден тип на апокалипса и овде е постојано, сега не се спомнува дека се спомнува, има чувство на крајот на светот. Во целиот текст се чувствува дека доаѓа кај да е крајот на светот. Така што не е лесно во таква една ситуација да се реши човек да донесе дете на свет. Го спомнав тоа затоа што токму тоа беше периодот кога се донесуваа најмногу такви одлуки и сакав да прашам дали е чиста случајност или можеби си се поклопија работите. Ајде да ги спомнеме другите кои што учествуваат во представата? Да, апсолутно. Покрај мене е мојот партнер Димитрија Доксевски, бидејќи ова е дуодрама, драматург Александра Бошковска. Режисер на представата е Димче Николовски, текстот го преведе Благоја Буцко-Бошковски, костимите се на Раде Василев. Тоа е тоа, сценографија нема, со оглед на тоа дека сценографијата е сцената на театарот, публиката седи заедно со актерите на сцена. И има една извонредна можност да го види целиот светлосен парк на Драмски театар, бидејќи тоа е единственото нешто што ја, како да кажам, бои ја декорира сцената на која што се само двајца актери. Многу убаво. Се надевам дека 15 декември сега ја пополнивме. 14 декември со овие минути ја пополнивме. Ви благодарам што бевте тука. Драмскиот театар Скопје е еден преубав театар, една преубава душа носи самото место и мислам дека треба, особено овој нареден период, да биде повеќе посетуван.